Викендов завршува можноста за проверка на податоците од единствениот избирачки список, во кој граѓаните до утре може да направат увид според име и адреса со користење на апликацијата на веб страницата на Државната изборна комисија. По завршување на периодот за јавен увид, ДИК треба да излезе со податоци за бројот на поднесени приговори и веќе од наредната недела пријавите ќе ги проверува на терен. Паралелно се врши чистење на избирачкиот список со вкрстување на податоците од повеќе институции, чија теренска проверка почнува од наредната недела. Сите шпекулации околу избирачкиот список можам да кажам дека се како да кажам вештачки пласирани, бидејќи од она што го чув од Државната изборна комисија, сето ова од аспект на пријави на граѓаните за избирачкиот список е лесно проверливо, роковите се прилично кратки, дека сето она што го имаме како дилема во јавноста, Државната изборна комисија, органите на Државната изборна комисија, институциите на системот ќе го проверат во кратки рокови и таа дилема ќе биде расчистена. МВР ќе формира работна група на државно ниво и 8 на локално, кои на дневна база ќе одговараат на барањето на Државната изборна комисија за прашањата поврзани со предвремените парламентарни избори закажани за 5 јуни. Канал Плюс ги запраша жителите во Штип, Кучани и Делчево како ја ценат ситуацијата со избирачкиот список, дали знаат за некаков проблем во врска со нивното избирачко право и која е позадината на реакциите на опозицијата околу избирачкиот список. Не сум ни забележил, не сум ни извршил увид, така да се моите документации ми се на моје име и така да не регуларно е се и кој ќе гласам и ќе гласам. Никој не е гласал 2 пати. Мислам, никој не е 2 пати или 3 пати гласал. Дали мислите дека СДСМ со ова сака да дојде на власт? Па на секој начин она сака да дојде, не само со ова. Покушува. Дали се случило некогаш да не се најдете во избирачкиот список кога сакате да гласате? Не. Одеме гласаме си и двојцата. Не е било до сега таква случка. Па секој пат не има, кој не. Има ли во список, кој не. Без така не може да мислам, не е правилно тоа. Од членови од вашето семејство? Ја мислам сите сме исправни, да. Не, јас сум 70 и кусор години, до сега на мен тоа не се десило. На некои членови од вашата фамилија може? Не. Се е исправно било до сега, од како сум ја тука угочени, како сме гласали, у наше такова е се исправно, и на синове, и на внуци, и на зетовци, и на ќерки. Се е фред. Кое е вашето мислење во однос на она што го прави сега СДСМ со почистување на избирачкиот список, со барањата кои ги поставува условите? Кое е вашето мислење? Зошто го прави тоа? Прави го да се бори да добие, ама нема да добие. Не може да добие. Нема шанс. Од глупости, да ти кажа. Од глупости го прават. Пречи и нешто, имат и некои препреки. Мислам дека малку е критично. Со нив. Онај шо викаше, ќе јадам живи човеци. Заев, точно ли беше? Точно. И 300 глупости там трескаше. Па го неќеме, наравно. Појавата на повеќе лица со иста адреса во избирачкиот список е резултат на реалната состојба, што преку 90% од селата немаат систем на улици, а има и добар дел и од градски средини, каде што е слична ситуацијата, особено таму каде што има дивоградби. Во тие места не живеат фантоми, туку реални граѓани, македонски државјани, кои имаат право на глас и нивното избирачко право не зависи од системот на улици. Ситуацијата е таква со години наназад, бидејќи Македонија нема комплетен адресен регистар. Ова го изјави директорот на Агенцијата за катастар на недвижности Славче Трпески.